Демнат нови пожари, а силите одговорни за гасење на шумските пожари во Делчево и Македонска Каменица уште се заглавени во старите проблеми, па шумските пожари се гасат со надчовечки напори во услови кога има стара механизација или воопште ја нема. Ова е предочено на состанокот на надлежните институции одговорни за превенција и заштита од пожари на територијата на двете општини. Немањето на соодветни возила кои што долги години наназад ги бараме од сите инстанции на регионалната и државната власт. Тоа се помали возила кои што носат од тон до 2 адаптирани возила вода или течно загасење со пожари, можат побрзо да се движат, можат да влезат во по-непристапни предели. Но за да се биде експедитивен, пречка се административните процедури, а ниту еден од 10 багери на јавното предпријатие Македонски шуми не стигнува во Пијанец за да ги исчисти шумските патишта. Сложените административни услови во кои работиме и живееме не ни дозволуваат да тоа го направиме на брз начин. За набавка на делови потребен е тендер, тендерите одат споро, деловите кои ни се потребни за поправка на машините, исто така или веќе фирмите не ги набавуваат или не се произведуваат, тоа ти кажува дека се работи за старена технологија. Еден од заклучоците од состанокот е и подигање на јавната свест. Значи, овие исто така субјектите заедно да организираат состаноци со председатели на местни заедници, со кои исто така ќе се изврши некоја едукација на населението, да се преземат некои превентивни мерки за заштита и одбрана од овие пожари. И исто така е договорено со овие институции да се организира и локален совет за превенција. Заклучоците од состанокот ќе се достават до сите институции, а бидејќи од државата противпожарните сили во регионот не добиваат со години ништо, од општините Делчево и Македонска Каменица ќе се бара преку проекти да го решава проблемот со опремата. Инаку Пијанец има 30.000 хектари под шума, а над 20.000 хектари се со загрозеност од прв степен. За последнава година и половина на оваа територија имало 46 пожари на отворено, а само во април и март годинава 28 кои предизвикале штета од 120 милиони денари.